Токму светите браќа Кирил и Методи се оние најзаслужните не само за православието на словенските народи, а чиј број денес изнесува повеќе од 80% од вкупното население, туку и за нивната писменост. Од тука и нашата празнична радост е уште поголема, што овие свети просветители потекнуваат токму од овие наши простори. Истакна митрополитот господин Петар по повод денешниот празник посветен на светите браќа Кирил и Методи. Во таа чест на Божествената света литургија во Прилепскиот црковен храм Свети Кирил и Методи, тој утринава сослужуваше заедно со српскиот митрополит, владиката австралиски и новозеландски Силуан, што овде не се случило со децении. Пораката е силна. Имено, сепак од сите православни народи на Балканот, ние сме најблиските народи, тоа не го кажувам јас, анкетите го кажуваат дека повеќе од 95% македонците кажуваат дека најблизок народ ни е српскиот народ, наспроти некои соседи што исто православни, па дури и од нашиот род може да се рече православен, не признаваат. Пораката е дека и Српската православна црква се заложува и покажа на дело со признавањето на нашата црква како автокефална и додувањето на томос. Ова е велики празник за словенските. Ова е голем празник за словенските народи. Ова е голема радост за нашите две помесни цркви, за српската и за македонската православна црква. И верувам за нашите два братски народи, како и за сите нас словените, бидејќи овие просветители всушност и нам, на наш јазик, ни ја приближиле вистината Христова, која суштински е најважната порака и најважната информација која човекот треба да ја прими на земја. Информација која треба да прими човек на земја. Во рамките на денешните чествувања во црковниот двор, повтор пат се одржа и пригодна програма со рецитали и изложба од цртежи на прилепски ученици, како дел од едномесечните активности насловени како денови на Свети Кирил и Методи, а во организација на Сдруженијето Креативни концепти со поддршка од општина Прилеп. Овој проект има за цел се повеќе младите да се запознат со ликот и делото на светите браќа и да го афирмираат, посебно апел до младата популација, до учениците, да бидат новите наследници, новите апостоли, исто како рамноапостолните браќата Свети Кирил и Методи. Јас оваа година го нацртав Светиот Нектари Егински, имавме можност да избереме кој светец сакаме да го цртаме и јас се чувствам многу мотивиран и среќен што учам како се цртале иконите од византискиот период. Инаку, идејата е во иднина сите овие творби на учениците да станат дел од поголеми изложби ширум земјава.